Почитуван председателе, почитуван мандатар, колеги пратеници и предлог членови на влада. Втор ден денес трае расправата за програмските определби на ова предлог влада. Ја добивме програмата заедно со предлог кандидатите кои што ќе ги водат ресорите. Дали се тие наследства од едно друго време ќе видиме. Дали во нив има нова надеж и тоа ќе видиме. За програмата, како што каже и мандатарот, уште од вторник започнува незиното остварување со заемот од 400 милиони евра, нешто што во 1198 проекти во изборната програма го немаше. Ниту е кажано како некој ќе ги враќа тие пари, затоа што предходниот заем, односно заемот за фамозното Скопје 2014 го врати предходниот парламентарен состав. Борбата со корупција, со криминал, борба за правда се потенцирани неколку пати во програмата и во секојдневните соопштенија и тоа е реално за поздрав. Она што го нема во овие 1198 проекти е нешто што многу долго време се ветуваше. Враќање на името, поништување на Преспанскиот договор и прашањето за уставот. Тоа беше тема која доминираше за време на изборите, во предизборието, ма и неколку години наназад. Тука гледавме и вувузели, се палеа документи, се колнеше, пред собрание имаше гилотини поставување и така натаму, меѓутоа изборниот процес тоа се до тоа го смени. Она што е видливо од програмата е дека мандатарот уште на насловната страна го потврдува договорот од Преспа, ставајки подпис на уставното име Северна Македонија. ВМРО ДПМН никогаш не учествувало во тешки одлуки за државата, ама затоа пак секогаш ги прифаќа. Пред официјалниот старт на изборите се зборуваше дека Преспанскиот договор не е завршен, дека ќе се репреговара преговарачката рамка, дека имаме можност за друго решение, иако и демантите кои што стигнува беа погласни и од секоја пропаганда и од сите ботови, меѓутоа и ден денес никој не е слезен од телевизија да објасни, односно да се демантираат самите себе. Сега, како ништо тоа да не се кажало. Исто така, една од најглавните пропаганди беше дека сме го изгубиле јазикот, културата, идентитетот, дека сме го дале под бугарски диктат и дека во ЕУ ќе одиме безлични. На страна 47 од вашата програма стои вака: ќе бидат зајакнати преведувачките и толкувачките капацитети за македонски јазик со цел навремена и квалитетна подготовка на националната верзија на европското законодавство и обезбедување квалитетна поддршка во текот на пристапните преговори. Кога во една прилика прашав од која држава сите ние земаме плата, одговорот беше па и ние да се иселиме. Никој не рече дека некој треба да се исели. Доволно беше од 2014 до 2016 екзодусот што ни го приредивте. Требаше само да сте јасни, како што се уште не сте, да не го лажете народот. Нели беше никогаш Северна, само Македонија. Од иста држава земаме плата, на иста држава плаќаме даноци, во иста држава живееме. Не живееме во две различни држави. Ниту некој живее во паралелен универзум. И сега идеме до главното прашање. Дали ќе го вратите името? За да се оправдате пред членовите и да ги оправдате гласовите кои што се повеќе 400.000, нели? Дали е тоа 1199 проект? Мислам дека ќе се согласите и ќе се согласиме дека доста беше од неутрални изјави, од пупу не се важи, од изјави на ретерирање и од наивност по однос на најважните прашања. Кој, колку и како си ја сака државата? Зошто? Затоа што имате кандидат кој што не ја признава химната, кој што вели дека нема да ја пее химната. Имате и кандидат кој што изјави дека историската комисија, она што ќе го даде како заклучок, ќе биде имплементирано и воведено. И цитирам: историјата не е екзактна наука. Панели од историската комисија, од предавници, се паѓаше во транс. На крај, пред да го предложам 2000-тиот проект во вашата програма, дозволете да кажам дека во ова ново мнозинство и во новата влада имаме јасномци. Ама имаме јасномци на батерии или во побитолски светни угасни. Тие јасномци со своите јако изразени црвени линии
седнаа на маса со Ванчо Михајлов. Не знам како имавте консензус по прашањето за бугарскиот клуб во Битола, кој Ве молам да се слушаме. Како се договоривте едните и другите за статусот на клубот? Едните беа против, а другите од сам старт кажаа дека нема зашто да го негираат, оти го поддржуваат името кое што е ставено на тој клуб. Или тогаш најголемиот проблем за ВМРО ДПМН беше дека клубот се наоѓа во близина на мојата куќа. За време на кампањата сите имавте јасно изразени црвени линии, сите до еден. Ама сите си ги изразивте линиите, ги прецртавте, ја сменавте бојата на линиите или едноставно кажано нема линии кога се работи за власт. Па се отиде од тие граници да се зборуваат невистини за постигнувањата, да се манипулира или наједноставно кажано да се лаже. Затоа на крај дозволете ми да предложам како 2000-ти проект нов споменик на кој на една маса ќе седнат Ванчо Михајлов и Методи Андонов Ченто, за да се сеќава народот дека го излажавте и дека ја погазивте историјата.